студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Голема акција на финансиската полиција и основното јавно обвинителство Прилеп. Вечерва уапсени се повеќе лица, неофицијално име и поранешни директори и лица на раководни позиции во Прилепската болница. По наредби и насоки на основното јавно обвинителство Прилеп постапува правата за финансиска полиција. Се преземаат действија во насока на сопоставки за наводи против повеќе лица за злоупотреба на работата во Прилепската болница. Действијата се преземаат во моментов, а повеќе детали ќе бидат соопштени во текот на утрешниот ден, велат од обвинителството. Ѓубрето во Скопје и полните контејнери станаа предмет на работа на обвинителството. Ќе го проверува работењето на комунална хигиена, дали има елементи на кривично дело. Во инспекцијски контроли се вклучи и владата, но освен комунална ќе врши контроли во градот Скопје. Отпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Јавниот обвинител издаде наредба до МВР и до други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на ЈП комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекцијски служби да извршат вонреден инспекцијски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. Се задолжува и Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежните институции, а се укажува на град Скопје сектор инспекторат да постапат согласно своите законски надлежности да го испитаат работењето на ЈП комунална хигиена Скопје и градоначалникот на градот Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад, кој предизвикува опасност по здравјето на луѓето, се вели во соопштението. На ова реагираше актуелната градоначалничка на Скопје преку соопштение. Арсовска го праша премиерот на кого се заканува, а вината ја посочи кај претседателката и составот на управниот одбор на предпријатието и кај другите актуелни градоначалници. За ѓубрето низ Скопје се одговорни твоите градоначалници кои сред избори повикаа граѓаните да фрлаат каба со отпад, а немаат ни ресурси, ни механизација да го собираат истото, па тоа ѓубре се мачат да го собираат вработените од КХС, кои веќе се на крај на силите. За ѓубрето низ Скопје е одговорно твоето Министерство за здравство, кое милиони му должи на комунална хигиена. Нивки им влезеш ли со полиција, несреќо? Комуналното предпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколкудневно задоцнување на исплатата. Нашите вработени испорачуваат основни услуги за градот, а сме постојано саботирани од луѓе од власта. Ние ги исплаќаме платите навреме и ќе продолжиме да го правиме тоа. Апелираме до Министерството за здравство веднаш да го исплати долгот од 5 милиони евра, за да не може никаков надворешен притисок или политичка акција да ја загрози екзистенцијата на нашите вработени. Од Министерството за здравство тврда дека немаат никаков долг кон предпријатието. Тврдењата за неплатен долг од 5 милиони евра се неточни и целта им е да се нанесе штета на угледот на Министерството или да се амнестира некој од сопствените обврски. Неколку општини со своите служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во 2 смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина аларматно. Скопје станува потенцијално жариште на заразни болести. Полните контејнери и ѓубрето расфрлено околу нив се сериозна закана по здравјето на луѓето. На улица веќе се движат стаорци и глувци. Дали на повидок е нова епидемија во главниот град? Граѓаните се сериозно загрижени и многу револтирани од состојбата. Велат редовно ги плаќаат сметките за комунали, а услуга нема. Не е градоначалници, што мислат, не знам. Затрпани од ѓубре. Ова е жива зараза. Која насам? Од карпаш. Мислам дека сите сме загрижени за здравјето, ама зборот ми е дека очигледно изборите покажа што се случува и колку стварно сме загрижени. Искрено не е чисто. Многу е гадно. Скопје е најзагаден град. Секој чош отпад.
Апсолутно здравието е во опасност, че скоро носите не сум за мене. Ова е невидено за Скопје, невидено нешто одвратно. Што да кажам, јас сум од Скопје роден, ова не сум го доживеал. Требаше ова да биде пред да се гласиме сега, па некој да направи, па тогаш да видиме како ќе никој да не излезе за гласење. Нека чистат, после ќе гласиме. Нормално дека сум револтиран, зашто за оваа услуга јас плаќам. Ова е баш пример за кај треба. Него не е лошо дека има празен простор пред клиниката. И таму може. Револтирани сте многу. Што повеќе може, што повеќе. Што да ви кажам баш. Со нашата камера направивме обиколга низ повеќе скопски општини и центарот на градот. Буквално насекаде контейнерите се приполни, а сметот е расфрлан по улиците. Блокирани се тротоарите за пешаците и велосипедските патеки, а ѓубрето го попречува и движењето на автомобилите. И социјалните мрежи се преплавени од реакција, граѓаните веќе бараат правна помош како да се справат со проблемот. Според Светскиот центар за контрола на болести, повеќе од 35 сериозни болести како чума, туларемија и дезинтерија се шират токму преку глодарите. Досега македонските здравствени власти не излегоа со предупредување и информација како граѓаните да се заштитат. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Уште две општини добија градоначалници во првиот круг по целосно пребројување на гласачките ливчиња за цензусот да биде исполнет, им фалел еден глас. Се брои и е важен секој глас. Затоа е важен секој глас, а работата да ја завршиме уште во првиот круг. Колку е важен само еден глас на овие избори најдобро знаат идните градоначалници во Богданци и Старонагоричане. И во двете општини изборите завршија по првиот круг, а пресуди само едно гласачко ливче. Во Старонагоричане кандидатот на ВМРО-ДПМН ја однесе победата. Иако имаше речиси двојно повеќе гласови од својот најблизок против кандидат, поради двајцата независни кандидати прагот од 50% го помина со само еден глас. Неизвестноста беше огромна бидејќи се чекаше да се преброи последната гласачка кутија, од која практично излези гласот кој му ги отвори вратите во канцеларијата на градоначалникот. Иста таква ситуација, но сега во корист на кандидатот на СДСМ имавме и во Богданци. Блаже Шапов имаше стабилно водство пред неговиот против кандидат, но поради големиот број на неважечки ливчиња прагот од половина од гласовите го помина за само еден глас. Тесната разлика во гласови не е ништо ново за малите општини кои имаат мал број на гласачи, па така во Зрновци за новиот градоначалник ке почекаме втор круг, бидејќи на кандидатот на ВМРО-ДПМН му фалеа 17 гласа. Во Кривогаштани за победа пресудија само 20 гласа. 105 гласа над 50% отиде и новиот градоначалник на Крива Паланка, што во општина со преку 16.500 гласачи и на оваа излезност беше помалку од 1%, а уште потесно помина старо новиот градоначалник на Битола, кој во општина со близу 80.000 гласачи победи во првиот круг, поминувајќи 50% со околу 200 гласа во услови кога имаше дури 7 против кандидати. Најголемиот проблем во ваквите ситуации го прават неважечките ливчиња, а нив на овие избори ги имаше најмногу во историјата. Близу 54.000 гласачки ливчиња се прогласени за неважечки, над 15.000 повеќе од локалните избори во 2021-та. Александар Спасовски, Сител телевизија. ВМРО-ДПМН и денеска повикува на масовна излезност во вториот круг од локалните избори, велат дека освоиле 550 советнички места, додека СДСМ освоил 230. Повикуваат на оставка на Филипче, опозицијската партија денеска не дава реакција на ваквите повици од власта. ВМРО-ДПМН не само што не изгуби гласови на локалните избори, туку неделното гласање покажа дека ужива и поголем рейтинг од претходните избори во 2021 година, сметаат во владеачката партија. Втор ден по изборите, власта вели дека на своје конто овој пат има и поголем број на градоначалници, но и апсолутно мнозинство во општинските совети. Сепак повикаа на масовност во вториот круг за избор на градоначалници, за како што велат да се заокружи историската победа. 550 советнички места за ВМРО-ДПМН, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО-ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажа во кој правец сакаат
да се движи државата. Нови избори. ВМРО-ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. Мисајловски го повтори ставот на партијата дека резултатите од локалните избори не треба да се споредуваат со ланските парламентарни избори. СДСМ денеска без реакција на ваквите оцени од ВМРО-ДПМН. Но вчера токму партијата на Филипче и покрај изборниот резултат со само 3 градоначалнички места во првиот круг излезе со став дека тие не се во загуба со изборите. Падот на ВМРО-ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18%, што ако се земе предвид, пониската излезност речиси да нема загуба, коментираа вчера од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје пак повика на дуел во градскиот парк со кандидатот на ВМРО-ДПМН. Јас го повикувам Морце Ѓорѓевски на дебата вон студиски простори на која ќе имаат право сите медиуми национални и тереstriјални да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве јас одма давам предлог, неа школка таму, помеѓу граѓаните, не со наместени мислам, не се извинувам, чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, тоест опцијата која најмногу им се допаѓа. Ќе влезе ли Македонија во групата со Албанија и со Црнагора, кои треба да добијат бесплатен роаминг во рамки на Европската Унија? Одговори на оваа тема бараше Ивана Соколовиќ. Најдова, какви се шансите? Ова ќе зависи, Маријан, од исполнувањето на врските кои што Македонија ги има добиено со акцискиот план кој што Европската Унија пред еден месец го доставила до македонската влада, со кој што ќе се бари усогласување на европското со македонското со европското законодавство. Тоа ќе зависи дали Македонија ќе биде во друштво на Црнагора и Албанија, кои што веќе од јуни ќе влезат на заедничкиот пазар со Европската Унија, со кој што ќе се овозможи бесплатен роаминг за нивните граѓани. Ресорниот министер Андоновски Засител потврди дека очекувањата на македонската влада се до крајот на годината, најдоцна до јануари идната година, сите овие врски да бидат завршени и со тоа да биде подпишан договорот со што Македонија во текот на 2026 година ќе ги добие овие поволности, односно бесплатен роаминг во Европската Унија и во земјите на самата Унија. Деталите во прилогот до продолжение. До крајот на годината Македонија треба да ги заврши врските кон Европската Унија со кои ќе се укине роаминг за македонските граѓани во земјите од Унијата, потврди министерот за дигитална трансформација Андоновски Засител. По информацијата дека Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат на заедничкиот пазар на Европската Унија за телекомуникацијски трошоци, Андоновски вели дека Македонија пред еден месец го добила акцискиот план кој треба да се подготви за прилагодување на македонското законодавство со европското, со кој ќе се исполни условот за подпишување на договорот роаминг како дома. Ние се уште немаме рокови кои што се утврдени од страна на Европската комисија за подпишување и остануваме на ставот дека до декември, до јануари месец ќе ги имаме исполнето техничките предуслови кои што се потребни за наше приклучување на роаминг како дома, што да обезбедиме во 2026 граѓаните на Македонија да не плаќаат за роаминг трошоци кога патуваат во Европската Унија. Нема дефинитивен рок за ниту една држава, ниту пак тоа е поврзано со некој пакет решенија за целиот регион, ќе зависи исклучиво од држава до држава до исполнувањето на условите. Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат во заедничкиот пазар НЕУ за телекомуникацијски трошоци, со што ќе им се овозможи на нивните граѓани да остваруваат повици по цени како дома. Истото ќе важи и за патниците од земјите на Европската Унија кои ќе патуваат во Црна Гора и во Албанија, што значи дека разговорите, пораките и користењето интернет ќе бидат наплатени по домашни тарифи. Ваквата можност е дел од пошироката европска иницијатива за економска интеграција на Западен Балкан со цел укинување на бариерите и намалување
намалување на трошоците за комуникација. Според најавите на македонската влада и исполнувањето на обврските, очекувањата се земјава прва да го потпише договорот за роуминг со нула трошоци за македонските граѓани. Покрај Македонија, преговорите за укинување на роуминг ги продолжуваат и Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Украина. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести. Следните се во 23, имајте пријатна вечер.